Темнината што ја забележавте во текот на разговорот со мојот гостин професор Александар Спасов е резултат на континуираните дефекти во напојувањето со електрична струја и покрај тоа што го вклучивме агрегатот, ние не успеваме на оден начин да се одржи континуитетот на квалитетна слика и звук и заради тоа се овие прекини. Поштовани гледачи, уште еднаш, освен кроло што го забележате, се извинувам во име на телевизијата и се надевам дека барем ќе имате можност денеска да ги видите централните вести во 20 часот. Поради дефект тие отсуствуваат програмата во 14:30 и 16. Продолжуваме околу најновата студија за демографските движења. Спасов, детектиравме ниво на дефекти во образовниот систем. Ние направивме уствари една армија од мастер студии со неквалитетни и прилично коруптивни или купени дипломи, со луѓе кои практично се неупотребливи со своите вештини на пазарот на труд. Како тоа да се надмине? Проблемот што ние проблем може да се лоцира во хиперпродукцијата, особено на високо образованиот кадар и континуираното запоставување на средното стручно образование. Средното стручно образование е тоа кое што има најблиска врска со пазарот на трудот. Во таа смисла ние на многумина им овозможивме, значи како систем овозможивме да завршат и високо образование, се текнат со мастер дипломи, а при тоа да ги немаат потребните базични вештини да се вклучат на пазарот со трудот. Тука дополнителен проблем е тоа што добар дел од високообразованите установи не се потрудија да воспостават директна врска со компаниите, односно со економијата, на кој начин би овозможувале прилагодување на идните работници на потребите на пазарот на трудот уште за време на студирањето, односно во рамките на средното стручно образование, уште за време на средното училиште, како би можеле веднаш да се вклучат. Плюс дефект. Ова сега е модерно дуално образование, квалификации и така натаму. Не зборам за тоа дека французите во својот работен век најмалку десетина професии именуваат. Меѓутоа, повторно се враќам. Замислете сега еден правник или еден журналист кој нема работа или било што од овие хуманистички и педагошки науки, да му кажете, види, ај отиди на машина или на ископ на руда, за плати кои се, например, 3 пати повеќе на што ги добиваат работниците од нивните исчекувања да ќе добијат 15-20 илјади денари. Тоа ја го менува и дефектот на размислувањето како да се адаптираме на новите услови на капитализмот и на пазарот на труд. Добро, факт е дека ние имаме работна сила која што не е мобилна во смисло на менување на место на живење, многумина емигрираат така што докажаа дека се мобилни, туку не се адаптибилни, особено кога се кога живеат во Република Македонија на потребите на пазарот на трудот. Меѓутоа факт е дека системот за преквалификации, доквалификации, дообразување, особено кај младите, досега не функционираше. Еден добар проект кој што е сега се уште во пилот фаза оваа година само во 3 општини, тоа е младинската гаранција во која што Прогрес институтот исто учествуваше во нејзиниот развој и која што е добро европско искуство за помош на младите непосредно по завршувањето на формалното образование, дали се работи за средното или за високото образование, каде што се овозможува различни типови на поддршка, меѓу кои што е практиканство, доквалификации, помош при започнување на собствен бизнис. Тоа е еден добар проект, меѓутоа да се видат резултатите од тоа. Прво треба да има еден системски пристап и второ треба повеќе години за да тоа даде резултат. До 2010-та верификуван податок и од Светска банка од 2013 дека се иселени 450.000. Да. Тоа во основа не ја менува демографската слика во однос на бројот на населението, бидејќи тие дел од нив доаѓаат, дел од нив заминуваат трајно. Но она што е загрижувачки тоа е дека се иселуваат жените кои се во фазата на сериозна подготвеност за раѓање. И ние имаме рожба
на наши граѓани, наши државјани во странство. Па видовме, се појави еден податок дека околу 5000 новороденчиња имаме на родени во странство, кои што доколку нивните родители не би се иселиле во последните години, би се родиле во Република Македонија, и тоа значително бија подобрило демографската состојба. И тоа е уште еден доказ на тоа дека проблемот се од социоекономска природа, односно од квалитетот на животот, а не толку од променетите навики и традиции. И она што го зборувавме пред прекинот на програмата, дека мерките кои што беа спроведувани во изминатите десетина години има една идеолошка цел која што е тотално неоправдана, бидејќи не може да се врати животниот стил назад пред 50 или пред 100 години, едноставно тој се менува и таа состојба е трајно променета, значи не можеме историјата да ја вратиме назад. Се слуша оправдување од типот како можеле нашите баби во екстремна сиромаштија да имаат 10 деца. Меѓутоа не се кажува и другите фактори кои што влијаеле да нашите баби или прабаби имале толку деца. Она што е проблем реален во иднината, тоа е иселувањето. А овие мерки во суштина беа само друго име за некаков тип на социјална помош, дополнителна социјална помош, која што и релативно мала не го менуваше квалитетот на животот и во голем број на семејства може би ги стимулираше еден дел од семејства да добијат уште едно дете, меѓутоа крајниот ефект е репродукција на сиромаштијата, а не подобрување на квалитетот на живот. Значи вие не можете никогаш толку да стимулирате луѓе да добијат повеќе деца, колку што луѓе поради социоекономски причини може да ја напуштат државата. Така што ние практично со иселувањето имаме механичко празнење на државата и тоа е проблем број 1, а не толку менувањето на животниот стил и животните навики. Евентуалната редукција на социјалните прави, на социјалниот пакет, дали тоа ќе ја поремети оваа слика за можен пораст на наталитетот? Дали сега, да речем, условно семејствата ќе се чувствуваат изиграни? Некој ги натерал да раѓаат, нели, 3-4 деца, сега ние викаме не важи тој додаток. Не, стекнатите права, тие значи што имаат стекнато право, тоа не може да се укине. Стекнатите права, се разбира, идејата на оваа политика е да не продолжи значи да не продолжи со квази социјални мерки, да се заменува потребата од активна социјална политика која што ќе им овозможи на луѓето да излезат од сиромаштија, бидејќи со вакви мерки кои што условуваат добите дете ќе добиете 10.000 денари или 8.000 денари или трајна пензија и така натаму, тоа не е соодветна социјална политика. Во таа смисла штета нема да се направи, бидејќи нема да се направи штета бидејќи и така наталитетот кај нас не расте, ниту фертилитетот. Од една страна, од друга страна тие кои што ги стекнале тие права се разбира не може да им бидат одземени, не може да им бидат одземени тие права. Овде пред едно 2 недели беше директорката на Агенцијата за вработување Јовановска која кажа екземплари. Ќе распишат конкурс, регистрираат 40 невработени кои се тој профил, ќе се јават 5, еден ќе дојде на тестирање. Дали е целата слика социолошка па и економска декадентна, дека мислиме дека од времето некој мора да не вработи, вклучувајќи ги овој страшен демагошки па и етнички дискурс дека етничките албанци се примени во администрацијата, си седат дома и по кафеани, примаат плата и ние создаваме готовани. Тоа оди во правец на играта на пазарот на труд и на луѓето да пазарот на труд да ги принуди да работат. Видете, прво еден дел од тие работат веќе во неформалната економија. Ние се уште имаме неформална економија која економистите проценуваат помеѓу четвртина и третина од вкупната економија. Така што дел од тие не сакат да се префрлат поради други причини од неформалната во формалната економија, пред се поради придонесите, даноците и така натаму. Меѓутоа, втората причина е дека навистина кај нас се создаден впечаток дека најсигурна работа, колку и да се релативно ниски платите, не толку во јавниот сектор, колку во државната администрација. Значи, потесно земено во државната администрација, каде што со губење на критериумите и за влегување во државната администрација, меѓутоа особено за напредување во државната администрација, оценката на квалитетот, многумина гледаат својата, да речеме, декадентно е тоа однесување, меѓутоа гледаат својата шанса да примаат определена плата, при тоа да не испорачуваат ништо или да испорачуваат многу малку андерперформинг. Ја носам на дневна тема и можни коментари. Се чудам на
информацијата дека 150 од тие што биле вработени по етничките клучеви добиле шанса, не се прифатиле да работат и сега уште еднаш ќе ги молиме. Ја мислам дека тој абсурд на државен јасли во државните институции не доведува буквално во ситуација на комплетно пореметување. Тоа е исто едно од деформитетите. Сега друга тема во спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, каде што една од принципите на Охридскиот рамковен договор се разбира соодветната правичната застапеност, меѓутоа таа се сведе на партиска поделба на колачот, во која што буквално правичната застапеност беше друго име за партиските вработувања. И тоа се разбира пред се партиските вработувања и ке албанците, но и ке другите етнички заедници, но од друга страна, за да се задржи тој паритетот во однос на процентите, и партиските вработувања од страна на условно етнички најголемата македонска партија, односно владеачка партија во изминатите 10 години. Значи, тоа е малформација на во спроведувањето на рамковниот договор и силната партизираност на државата е еден од нејзините резултати, е конкретно и оваа ситуација кај што многумина луѓе беа примени во државната администрација како некаква награда или одолжување за работата во партијата, а не поради некои нивни квалитети. Еве фрапантен податок, го читам од ваша анализа, 2015 според официјални статистички податоци, бројот на работоспособните меѓу 15 и 24, тоа е ова најмладата популација, се намалил за апсолутна бројка од 2500. На овие, да речем, зрелите, од 25 до 49, за 10.000 работници кои, да речем, условно би требало да се таргетираат на пазарот на труд. За мене станува нејасна ситуацијата. А тоа е, од една страна сите сме загрижени за овој екзодус што се случува. Од друга страна имате комори кои веќе лелекаат дека немаат работници, и од трета страна имате ниски плати, нели? Кои не се мотивирачки и за луѓето да останат и за луѓето да работат. Како тој триаголник да го исцртаме или да го разбиеме? Значи, тој процес е започнат и многу тешко дека може да се промени. Тоа до некаде станува и тренд веќе процесот на иселување, каде што и луѓе со релативно добра заработка, со релативно добри плати почнуваат да ја напуштаат државата од оправдани или неоправдани причини, меѓутоа тоа е веќе тренд. Проблемот е што платите не може така брзо да растат, а треба да растат, и што во западноевропските земји, земете за пример Германија, има страшен недостаток, особено во услужните дејности на работници, и тие се ќе направат да ги привлечат луѓето да емигрираат. Едно време тоа беа само високо квалификувани, нема намерно да кажам високо образовани, од кај нас е тоа проблематична категорија, високо квалификувани кадри кои што сакаат да ги привлечат во своите држави, меѓутоа денеска имате слободни работни места, особено во услужните дејности за се, мислам, од основни услуги, особено медицинскиот кадар, особено средно медицинскиот кадар, па се до IT, нели, индустрија, така што се бараат високи Што предлагате? Проблемот, прво, да се престане да се гледа популистички на овој проблем и да признаеме дека овој проблем го имаме и ќе го имаме. Трендот на иселување не може да се запре, трендот на иселување може да се успори, така да кажам. И она што треба е системски мерки во подобрување на квалитетот на животот. Меѓутоа, квалитетот на животот не сме да се свати само во број на отворени работни места, бидејќи кај нас тоа често се изедначуваше. Кај нас се отвараат работни места, подобра е ситуацијата споредено со периодот претходно. Меѓутоа, вториот проблем се ниските плати, особено во приватниот сектор. И третиот сет на проблеми се однесуваат на квалитетот на живот кој што не е директно врзан со работното место или со платата, а тоа е здравствената заштита, социјалната заштита. Имате континуиран недостаток на непокриено со градинки, или таму каде што има градинки, например, за младите родители нема доволно места, онатаму пропаста практично на јавното здравство во изминатата декада во Македонија и правната несигурност. Немаме градинки и сето е апсурдот. Имаме така наречено неформално вработување, нели? Да.
колку има даделки и и тие се во неформалната економија и тие на пример се едни од тие кандидати да одбијат работно место затоа што работат во неформалната економија, бидејќи сите знаеме даделките како се плаќаат со пари на рака, исто како хигиеничарките по домовите, а ги има доста, особено во поголемите градови во Македонија кои што работат, тие се дел од неформалната економија. Тука освен што се избегнуваат даноците, тука тие немаат и никаква заштита, мислам како вработени. Александар Спасов, професор на правниот факултет, гостин во отвореното студио. Со многу проблеми имаме од почетокот од 14 часот со напојувањето со електрична струја. Уште еднаш ви се извинувам и не му се извинувам со оглед на тоа дека во сред разговор беше падната нашата техника поради недостиг на квалитетен напон. Поштовани гледачи, 17:17 за ова време го најавував разговорот на тема дали и колку платил Никола Груевски за азилот во Унгарија. До толку повеќе што во меѓувреме неговиот имунитет станува прилично симптоматичен и за домашниот парламент. Мислам дека во 17 часот беше најавена седница за одземање на имунитетот на екс-премиерот, кој, како што рече неговиот довчерашен сопартиец Мицковски, скандалозно бегство. Дали Весна Велкова ја имаме со информации што се случува во парламентот? Со телефонски линии. Немате линк? Добро. Одиме со промо, а потоа ќе видиме што можеме да собереме како основни информации и разговор за тоа какви се состојбите, да речем, на релациите Украина-Русија. Ке ја реализирали власта идејата на Груевски за облакодери во строгиот центар на градот? Која е улогата на МПЦ и Општина Центар? На овие прашања ќе добиете одговори од Саша Богдановиќ, градоначалникот на Општина Центар во отвореното студио 1. Среда, 17 часот. Од локални шерифи, советници, градоначалници, до сериозни бизнисмени. Тврдата градба ја уриваме со факти и документација. Откриваме кои се луѓето кои го узурпираат јавниот простор за сопствено богатење преку корупција. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Македонски инсайдер. Наскоро на 1 ТВ. Стани милионер со Бусто. Испрати фискална сметка од купен Бусто круасан на поштенски фах 678 од 15 ноември до 30 декември 2018 година. Доби фантастични 1 милион денари, 150 вредносни воучери од 3000 денари од Мегаспорт, 10 музички системи Sony, 40 портабл звучници Sony. Бусто, твојот омилен круасан. Меурчиња на љубовта. Пелистерка.
Кафетин Колд, ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип, ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрeciјата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита